ние го променивме комплетно начинот на кој што ја делиме на субвенција и помошта во спортот од државата. Не ги чекаме да се соберат сите оние кои што поднесуваат за помош од државата наеднаш, па да ги почнеме да ги разгледуваме, па да ги делиме. Ние направивме малце поинаков начин, да како доаѓаат, дневно се подпишуваат до 15, 20, 30 решенија и така и ги подпишувам решенијата и така почнува веднаш по тоа исплатата на средствата, за да клубовите или спортските субјекти не ги чекаат своите средства, за кои што сме свесни дека им се неопходни, посебно во овој период од годината. И морам да напоменам дека ние најпрво направивме еден, како влада, како министерство, како сакате, еден огромен чекор и огромна помош со тоа што ги најдовме парите во буџет со ребалансот, воопшто немаше средство обезбедено од претходната власт, така да ова е само еден чекор кон враќање на довербата во институциите и дека се она кој што е ветено без разлика, кој што некој не го исполни, ние сме тука да исполниме се во интерес на подобрување на спортот, промовирање вистински вредности и подобрување на резултатите кои што нормално со ова финансирање ќе ги очекуваме. Па има голема промена, не можевме сите критериуми да ги смениме одеднаш, меѓутоа направивме некои законски измени со кои што претходните критериуми кои што беа доста коруптивни и морам да напоменам заради нејасноти во тие критериуми има и кривични пријави против 11 луѓе. Ние го направивме да биде најтранспарентно што е можно, да не можем да влијам нити јас на распределбата на критериумите. Имаше голема разлика помеѓу првите, да речеме, кои што добиваат финансиска помош од државата, со останатите, да речеме, не знам, ако првиот добива 14-15 милиони денари, вториот може случај да добие 7-8, третиот да добие 2, така да тоа е тие критериуми кои што воопшто не беа јасни и беа користени да се помагаат на одредени клубови или спортови кои што беа блиски до власта. Сега тоа заврши, ние еден од најголемите критериуми по кои што ќе се даваат тие субвенции се пласманот на табелата или резултатите или успесите, како сакате кажете го, така да ние направивме систем по кој што, да речеме, ќе введеме еднаквост помеѓу сите што добиваат помош. Ако првиот, да речеме, било кој спорт добива, не знам, 1000 денари, вториот ќе добива 0,36 или 0,38% помалку и така оди со ист процент намалувањето надоле. Така да тоа се работи кои што добивањето на средствата или висината ќе зависи исклучиво од пласманот на табелата, нормално со поднесувањето на сите оние документи кои што се потребни за да можете да аплицирате да добиете субвенција од државата или помош од државата, како сакате кажете го, што е можеби најважно заради сузбивање на таа корупција или малверзација на институциите. Ставивме член во тие образци кои што се пополнуваат, каде што подписникот на тој образец под морална, материјална и кривична одговорност одговара за сите горе наведени податоци, така да тоа е уште еден чекор кон чистењето на македонскиот спорт, затоа што е неопходно. Сите сме сведоци дека имаше премногу фантомски клубови, се отвара клубови, се отвара федерации само со една цел да добиваат помош од државата. И јас сум кажал неколку пати, ќе повторам и сега, приватни забави со државни пари не може да постои. Транспарентноста, законитоста, спортско делење на помошта за вистинските спортски чинители мора да биде најголем приоритет и јавниот интерес кој што е нормално на се. И сега во делото дека ФФ ми се чини дека во минатото не добиваше помош од поранешната агенција за млади спорт, дали сега ќе добива? Не си останува истото, меѓутоа фудбалските клубови добиваат.